А до 8 часот на тема спорт во Македонија наутро, на 14 јуни во Скопје се одржа петтиот тениски турнир во женска конкуренција од 16 надпреварувачки. Првото место го освои Ана Балевска, победувајќи ја Совка Камиловска. Кај мажите Боро Андов триумфираше во силна конкуренција од 42 надпреварувачи, совладувајќи го Дарко Малетич во финалето. И машките и женските финалисти беа наградени со инвестициско злато од 5, односно 2 грама. А во продолжение еве се и изјавите на победниците на турнирот. Самата иницијатива за настанот беше прекрасна. Ова не беше само спортски турнир, беше настан кој што ни овозможи вмрежување на луѓе од различни професии, различни возрасти, без разлика на тоа дали се мажи и жени и какви обврски имаат во секојдневниот живот. Во време кога сите живееме под притисок, многу брзо и со секојдневен стрес, ова беше едно вистинско освежување за сите нас и ни беше повеќе од добре дојдено. Како личност која не се занимава професионално со спортот, признавам дека оваа победа многу ми значеше. Не толку поради резултатот, туку поради целата енергија и труд вложен во сето ова. Тенисот за мене е повеќе од спорт. Јас од мојата 7 година тренирам тенис, меѓутоа нели со животните обврски, училиште, факултет, потоа и семејни обврски, деца, малце го ставив тенисот на стендбај. Со тоа што сега изминативе години повторно се вратив на теренот. Тенисот за мене е начин на живот, начин на растење, на дисциплина и на себе надминување. Ме учи на трпение и на истрајност и можам да кажам дека истите тие вредности ги практикувам и надвор од теренот, не само додека играм. Исто така многу ми помага да се одморам од секојдневието. Наградата како награда за секој значи, нели? Посебно кога има учество на 42 пријавени кандидати, во вакви временски неприлики горештини, значи, да, секако значи. Мислам дека не повеќе од 13-14 години, значи на поодамнешни години, кога една од ќерките почна да игра тенис, тогаш и за прв пат го фатив рекетот покрај незе. Спортот е прекрасен, уште како дете сум го гледал, сум го сакал. Непрофесионално, секако непрофесионално, од хоби, ќерка ми тренира професионално. Сакам да научам што повеќе да ја помогнам незе, нели? Меѓутоа покрај тоа, таа на некој начин успеа да ми ја дигне формата и да дојдам до една ваков успех, ваква победа на вака добро организиран турнир. Во последните години може да се забележи малку поголема активност на тениските терени, професионалните, нели? Посетеноста на гледачите расте се повеќе, интересот е се поголем.